Почитувани пријатели, ви посакувам Божи благослов. Живееме ли во последно време пред појавата на Господ Исус Христос од небото? Оваа тема е поделена на два дела. Првиот ќе кажам нешто за моменталната состојба во светот и знаците кои укажуваат дека Исус брзо ќе дојде. И второ, за лажните учители кои вметнуваат лажни учења помеѓу Божиот народ. Во Евангелието според Лука 21 глава од 29 стих Исус вели вака: потоа им кажа парабола или споредба: погледајте ги смоквата и сите дрвја. Кога ќе видите дека развиваат, сами знаете дека летото е веќе близу. Така и вие, кога ќе видите дека ова се збиднува, знаете дека Божјото царство е близу. Вистина ви велам дека ова поколение нема да помине додека се ова не се збидне. Небото и земјата ќе поминат, но моите зборови нема да поминат. Но внимавајте на себе си, вашите срца да не бидат оптоварени со прејадување и пијанство, со животни грижи и да не ве затече ненадејно оној ден, зашто како примка ќе дојде за сите кои живеат по целата земја. Туку, бдејте и молете се во секое време, за да успеете да избегнете од сето ова што ќе настане и да застанете пред човечкиот син. Некои се заинтересирани да знаат дали живееме навистина во последно време и кои се знаците. Но би кажал, последно време се смета од доаѓањето на Господ Исус Христос на оваа земја. Но да видиме некои работи кои можат да ни предочат колку сме близу до доаѓањето на човечкиот син сега, во голема слава и сила, а не како бебе. Дали живееме во последно време? Библијата е книга која што го опишува минатото и иднината. И таа како Божја книга предскажува многу настани што ќе се случат во последните денови или времења. Овие настани можат да се категоризираат како природни феномени, како духовни знаци, социолошки знаци, технолошки знаци и политички знаци. Еве да се обидам да согледаме што вели Библијата за овие нешта. Знаци има многу и можеме да заклучиме дека живееме во последни времења. Но не сме сигурни колку ќе траат тие времења и кој ќе биде крајот на светот. Во Евангелието според Лука 21 глава од 11 стих се набројуваат некои од природните феномени што ќе се појават пред второто Христово доаѓање. Исус вели: внимавајте, и ќе има големи земјотреси на разни места, ќе има глад и помор, ќе има ужаси и големи знаци на небото. Иако не треба да ја толкуваме секоја природна катастрофа како знак за крајот на светот, сепак се чини дека зголемувањето на природните катастрофи е како еден вид загревање на она што предстои. И друго, сакам да напомнам дека знаците на небото не значат облаците кои се создаваат фигури. Оти обично некои тоа го сметаат за знаци, демек се појавила мајката Божја во облакот, па Исус се појавил, па овој светец, онаа светица и така натаму. Тоа не спаѓа во знаците што се опишани во Библијата. Такви знаци всушност не се знаци. Бидејќи Бог не употребува такво нешто за да го увери грешникот, освен уверувањето на Божјата објава преку Библијата, преку Светиот Дух. Таквите знаци што ги представуваат луѓето се измислица кои сакаат да лажат и да драматизираат. Библијата ни открива дека ќе има позитивни и негативни духовни знаци. Во 2 Тимотеј 4 глава 3 и 4 стих откриваме дека многу луѓе ќе бидат мотивирани да следат лажни учители. Тие ќе ги следат бидејќи ќе им ветуваат голем просперитет, но лажен. Сведоци сме дека има зголемување на разни култови во светот. Ереси од секаков вид, измами, окултни појави, при што многу мина
избраа да го следат новото време или паганските религии. Но позитивно е тоа што е запишено во Јоил, 2 глава, и кое е се уште во процес на исполнување, бидејќи луѓе од целиот свет се спасуваат, прифаќајќи го Исус Христос за нивен личен спасител. Евангелската порака се протега широм целиот свет и гледаме плод од проповедањето на евангелската вест. Исус рече дека ова евангелие ќе се проповеда по целиот свет и тогаш ќе дојде крајот. Интернетот е потврда на тоа. Постојат и знаци во општеството. Неморалот што го зафаќа и зафати светот не е само во некои одредени општества, например во западните земји, туку тоа се распространи насекаде и во сите општества речиси. Општиот бунт против Бог е голем знак дека живееме во последно време. Да го земеме за пример абортусот, иако мнозина сметаат дека тоа не е ништо, бидејќи децата во утробата не се важни човечки суштества, тоа се некоја мала мрвка, така би се изразил, која ако се отстрани, ќе допринесе добро на жената што го посакува тоа. Потоа за содомистите. Тоа се полово изопачени мажи и жени, што да кажеме за оваа појава. Цивилизацијата е толку силно нападната од ова зло, што веќе како да не може да се одбрани, туку уште повеќе се зацврстува и зазема простор насекаде, дури и во оние земји кои што беа конзервативни и религијски недозволиво. Потоа злоупотреба на дрога, злоупотреба на деца се доказ дека злите луѓе измамниците ќе напредуваат во злото со мамење, а побожните луѓе, односно нановородените верници, ќе бидат прогонувани. Сега живееме во хедонистичко и материјално општество. Луѓето се влюбени во себе и своите интереси, го бараат само најдоброто за себе и го прават она што е добро само во нивните очи. Сите овие нешта и многу повеќе од тоа може да се види, да се согледа во секојдневието. Например, во 2 Тимотеј 3 глава од 1 до 4 стих, каде што апостолот Павле вели: во последно време ќе настанат тешки времења, зашто луѓето ќе бидат само живи, себични, тоа значи себични, самофалци, горделиви, надуени, измислувачи на зло, и ги реди понатаму. Исполнувањето на некои пророштва изгледаше невозможно до појавата на модерната технологија. Технологијата во денешно време може да биде искористена за целите на Антихристот, но и за целите на Бог, како што реков, преку интернет, преку радио, телевизија. Евангелието може да се проповеда сега низ целиот свет и тоа е прекрасно. Еве, например, во моментот јас седам дома, а вие слушате. Зар тоа не е порака на она што го рече Исус: и ова Евангелие ќе се проповеда по целиот свет и тоаш ќе дојде крајот. Но факт е дека Антихристот може да ја злоупотреби оваа технологија за негова цел. Пример, преку интернет и преку телевизии се прокламираат најодвратни нешта што не се ни за спомнување. Потоа има политички знаци. Со признавањето на Израел, например во 1948 година, може да се каже дека е најимпресивното исполнето пророштво, докажувајќи дека живееме во последно време. Кој би помислил дека Израел ќе се врати во својата земја? Ерусалим дефинитивно е во центарот на геополитиката во денешно време и се соочува со многу непријатели од секаде. Во Захарија 12 глава 3 стих е запишано: во тој ден ќе го направам Ерусалим тежок камен за сите народи. Сите што се нафрлуваат против него ќе бидат здробени. И против него ќе се соберат сите народи во светот. Потоа во Матеј 24 глава Исус вели дека ќе се крене народ против народ и царство против царство. Војните и најавите за војни се дефинитивно типични за ова време.
Пушти телевизија, пушти радио или интернет, само за војни се зборува. Ова се само некои од знаците дека живееме на крајот од времето што Исус ќе дојде. Иако може да се каже дека крајот на времињата се смета од доаѓањето во тело на Исус Христос како Месија, има и многу повеќе. Бог ни ги даде овие пророштва како знаци, затоа што не сака никој да загине, туку сите да се покајат од своите гревови, да поверуваат во Исус Христос и да се спасат. Тој секогаш предупредува пред да го истори својот гнев врз овој безбожен и отпаднат свет. Дали живееме во последно време? Еден од многуте препознатливи знаци дека живееме на вистина во последно време е и оладувањето на љубовта. Не само во општеството, туку и во самите цркви, љубовта нема многу сила. Тоа уште повеќе ќе се зголемува и ќе се исполнат зборовите на Исус дека оладувањето на љубовта е знак дека Исус брзо ќе дојде. Но сепак, никој не знае кога Исус ќе се врати. Факт е дека ние треба да сме подготвени за пречек. Во Евангелието според Јован, 3 глава, 36 стих е запишено: Кој верува во Синот има вечен живот, а кој не го слуша или не поверува во Исус, во Синот нема да види живот, туку Божиот гнев останува врз него. Оние што не го прифаќаат Исус за свој личен спасител, ќе ги снајде Господовиот гнев, бидејќи уште од раѓање се под Божи гнев, како отфрлени од Божјата слава. Како што апостол Павле вели: никој не ја заслужува Божјата слава. Сите се грешници, отпаднаа од Бог. Добрата вест е меѓутоа дека не е доцна да се избере вечен живот. Се што се бара од тебе и од мене е да го прифатиме со вера Божиот дар. Благодатта на Господ Исус Христос, како што е запишено во Ефесјаните 2 глава, тоа е по благодат, тоа е дар Божи, не од вас самите. Исус ја плати цената за вас, за мене. Дали сте подготвени на овој чекор? Понатаму Библијата вели дека ќе има лажна побожност. Тоа е еден сигурен знак дека Исус брзо ќе дојде. Голем знак дека живееме во последно време е лажната побожност. Многу луѓе христијанството го сваќаат како дека тоа е апетит, односно телесно уживање кога доаѓаат христијански празници. Тоа е огромен број на луѓе кои мислат дека само полните трпези прават да се чувствува христијански. Павле за ова ќе рече: имаат вид на побожност, но се одречени од Божјата сила. Исто така, ако се земе предвид семејните вредности, колку луѓе ги нарушуваат овие елементарности. Во многу семејства се нарушени односите. Мажот и жената ретко разговараат смирено и паметно помеѓу себе. Разговорот е во постојана борба помеѓу себе, кој е попаметен, кој е поинаечија, кој ќе го надмудри другиот, а да не зборуваме за нивните задкулисани игри на неверство и вршење прељуба позади сите овие нешта што ги прикажуваат. Кај некој дури се смета и културно однесување да се биде во врска со друга личност додека е некој во брак, што значи вредностите на бракот веќе не се земаат предвид. Мнозина не стапуваат во брак знаејќи дека ќе бидат неверни, па така остануваат самци за да можат да прават се што ќе им душа сака. А што да кажеме за така наречени вредности? Дека брак може да постои помеѓу ист пол? Крајно одвратно, крајно деструктивно. Тоа е дополнително загрижувачко и можам да речам најзагрижувачко под небесата, бидејќи е вон секој разум и смртта не е ништо во споредба со ова зло. Исус јасно рече дека последните времења ќе бидат како во времето на Содом и на Гомор, или како предпотопниот свет. Кој ќе свати, кој не му помагаат 1000 напишани страници на Facebook
или проповеди преку интернет. Важно е дека ние христијаните знаеме и сме свесни дека времето е последно. Исус брзо ќе дојде. Измамниците и лажните учители, што ги гледаме денес, се предходници на антихристот и лажниот пророк, и ние не смееме да бидеме измамени од нив. Овие лажни учители ги има во изобилство и не придвижуваат во крајното сатанско царство. Мораме верно да го објавуваме спасоносното Евангелие на Исус Христос и да ги спасуваме душите на мажи и жени од предстојната несреќа. Лажните учители се голем знак дека живееме во последно време, а тоа е многу распространето. Ако сакате да знаете дали имате работа со лажен учител, тогаш тоа се препознава кога лажниот учител ви ја представува единствено неговата наука како точна која очигледно се спротивставува на библиската, односно на Библијата. Лажните учители најлесно ќе ги препознаете кога добро го познавате писмото. Ако не го познавате писмото, тие ќе можат да ве обработуваат и да ви наметнуваат лични нивни ставови, лични нивни гледишта спротивни на писмото. Таков вид на лажни учители спаѓаат сите оние кои го одрекуваат светото тројство. Дека тројството е измислено во 3 век велат тие и дека Бог не е троеден Бог, Татко, Син и Свет Дух. Лажни учители си оние кои го комбинираат спасението со делата на човекот. Ги ставаат човечките дела како средство за спасение, биде добар, фин и се ќе биде во ред, а не само преку вера во Исус. Во лажни учители спаѓаат и оние кои го негираат пеколот и кои сметаат дека Бог нема да ги фрли луѓето таму, бидејќи Бог е добар, не мислејќи дека Бог е и праведен. Лажни се и оние кои тврдат дека Светиот Дух не е личност, туку е енергија, сила некоја. Лажни се и оние кои сами себе се представуваат и прогласуваат за исцелители, кои не му ја даваат славата на Исус како вистински исцелител. Лажни се и оние кои учат дека по смртта има уште една шанса за спасение, наречено чистилиште. Лажни се и оние кои тврдат дека освен на Исус може да се молат и на некои библиски личности, запишани во Библијата, да се молат на Марија, на Петар, на Павле, на Јован, на било кои биле во директен контакт со Исус додека живееле на земјата. Има и уште многу да се набројуваат вакви нешта. Затоа Павле беше, да се рече некако, разочаран од црквата во Галатија, што многу брзо го занемариле вистинското Евангелие и се впуштиле во некое чудно, непроверено Евангелие, кое всушност не е друго, туку е некој човечки заврозлук. И затоа Павле вели и ангел од небото да слегне и да ви проповеда Евангелие кое е спротивно на она што е кажано од мене или од писмото, проклет да е. Павле се чудеше, но сепак тој ги охрабрува на крајот дека Бог е верен и ќе им го открие тоа што сега моментално не го гледаат јасно. Почитувани, овие се знаците кои треба да ги имаме предвид. Исус брзо ќе дојде. Ако си подготвен, во ред. Ако не си, спреми се, подготви се, Исус ќе дојде. Прво дојде како бебе, понизен, како роб, како виси на крстот, но потоа воскресна, се вознесе на небото. И сега седи од десната страна на Божиот престол. Но, уште тој ќе дојде, по неговата црква, уште тоа останува неисполнето. Нека му е слава на Господ Исус Христос за неговото доаѓање. Тој доаѓа, Мараната. Амин.